Почитувани слушатели, ви посакувам Божји благослов. Што е тоа срце според Библијата? Кога зборуваме од библиски аспект што е човечкото срце, ние не зборуваме како за внатрешен орган, мускул што испумпува крв низ телото, ниту пак за некои романтични, философски и литературни дефиниции. Нашиот фокус е кон она што го тврди Библијата. Во Библијата срцето се спомнува околу 300 пати. Срцето е духовниот дел од нас, каде што се нашите емоции, желби, стремежи и сите посакувања и копнежи. Пред да го разгледаме човечкото срце, ќе споменеме дека и Бог во своето откровение се изјаснува дека има чувства и желби. Па од тоа може да произлезе дека и тој има срце, како што е запишано за Давид, кога го избра да биде цар, дека го избрал по желба на неговото срце. Божјото срце. Човечкото срце во својата природна состојба е зло. Тоа е предавничко и расипано, страшно болно. Пророкот Еремија во 17 глава, 9 стих запишал: Од се најповеќе срцето е страшно болно и расипано. Кој може да го разбере или да го свати? Со други зборови, тоа е извалкано од грев и тешко може да го согледа својот длабок проблем. Но, Библијата открива дека Бог може да го разбере човечкото срце и да го излекува. Во Псалм 44, 21 стих се зборува дека Бог ги знае тајните на нашите срца, дури повеќе отколку што ние се познаваме себе си. А во Новиот Завет, во описот дека Исус е Бог, Јован запишал: И немаше потреба некој да му кажува на Исус за друг човек, бидејќи самиот тој ги познаваше сите. Евангелие според Јован, 2 глава, 24 и 25 стих. Врз основа на тоа сознание, Бог може да му суди праведно на човечкото срце. Запишано е: Јас, Господ, ќе му дадам секому според неговите дела. Еремија, 17 глава, 10 стих. Исус точно го опишува срцето. Тој знае што се случува во него и колку е грешно. Во Марко, 7 глава, 21 до 23 стих е дадена внатрешната слика на срцето. Зашто? Од внатре, од срцата на луѓето излегуваат лоши мисли, неморални дејства, кражби, убиства, прелюба, алчност, злоба, измама, разврат, завист, клевета, арогантност и глупост. Човечкиот проблем не е од надворешна природа, туку од внатрешна. Сите луѓе имаат проблем со срцето, внатрешниот дел на човекот. Таквото срце мора и треба да се промени, зашто Бог не го сака како такво. Тоа може да се случи само со Божја интервенција и преку вера во Него. Со срцето се верува за оправдување, пишува апостол Павле во Римјаните 10 глава 10 стих. Во неговата благодат, Божјата милост, Бог може да создаде ново срце, како што се молеше Давид: Создај ми чисто срце и нов дух обнови во мене. Псалм 51, 10 стих. Бог ветува дека ќе ги оживее скрушените срца. Пророк Исаија, 57 глава, 15 стих. Кога Бог ќе загосподари со срцето, тоа ќе се исполни со нови желби и нови идеи, со нова мудрост, наречена Божја мудрост. Срцето е суштината на нашето битие. Затоа Библијата тврди и нагласува дека е неопходно тоа да се промени и да стане чисто, зашто е запишано: пред се и што и да било друго, срцето треба најповеќе да се чува, зашто тоа е извор на животот. Само Господ Исус Христос може да го обнови грешното човечко срце. Амин.